Еве не повторно во студио. Нашиот гостин, поточно мојот прв денешен гостин, пристигна и драго ми е што говориме за нешто што ги обединува традиционалната медицина, фитомедицината, фитотерапијата. Еден човек кој што јас го познавам долги години, но за своите млади години има создадено толку многу и не случајно е добитник на бројни меѓународни, интернационални признанија, на домашни награди, автор е на многу трудови, книги, истражувач, научник. Добре дојде за Драган Јованов. Добро ве најдов, добро утро. Благодарам на поканата. Да, човек кој што многу ги познава нашите билки, ги познава лековитите растенија кои што вираат на ова поднебје, верувам дека си истражувал, бидејќи тоа во тебе работи 24/7, си ги истражувал и билките и растенијата кои што не се од ова поднебје, но се и те како корисни и важни за справување со бројни болести, диагнози и така натаму, но еве, јас како добитник на една од твоите книги, а ти имаш напишано многу книги, но можам да ти признаам дека кога пред многу години на еден друг медиум ти ми ја подари книгата, таа некако ни стана водич. Станува збор за македонската традиционална медицина, меѓу која тука би ја вброила и македонска современата медицина, да, така нели? Кој што ги има на продажба во дел од издавачките куки, литература МК ми се чини дека ги има. Литература и Матица македонска. Да. И ни стана подсетник за тоа што е важно да консумираме, за кој проблем го имаме. Која беше целта, Драган, на овие книги? Првично, моето започнување со ова истражување на лековите растенија или општо растенијата кои може да бидат корисни за здравјето на луѓето, беше после смртта на мојата мајка од 2009 година, затоа што класичната медицина не помогна. Пробавме се и така почнав да се навлегувам длабоко, да истражувам со домашни меѓународни институти, со професори, академици, со работки, да се усовршувам, да се надоградувам и така. Почна тој начин. Зошто да ги тие книги излегоа? Сите мои истражувања што беа, викаат, има една поговорка, тоа што работиш, запишувајте го на ливче и после тоа направете една убава литература која ќе биде корисна за вашата околина или вашето општество или држава, како да е, или на пошироки размери. И јас така сакав да оставам еден добар трак за оваа држава, бидејќи на ова ниво, за разлика од другите, од бивши простори и другите земји си имаат. Пример си имаат, лековите растенија во Австралија, лековите растенија во Србија, имаат на начини такви, нивната традиционална медицина, нивната фитомедицина, европска, без разлика како е. И сакав да оставам да имаме и ние нешто, трак кој ќе биде вечен, ќе биде оставено нешто за наредните поколенија. Тие книги наидоа на голема заинтересираност, ги имаат доста луѓе низ државата, па и надвор, каде што сум гостувал, каде што сум одел на конференции, сум имал некои соработки со институти, така да нешто добро да знаат и за нашата традиција која постои години. Ние можеме со тимот од Арсламина, најдовме до 17 век информации кои се, да речеме, за македонците, како во минатото се лекувале, како се хранеле, исто и мои информации. Баш ме интересира како македонците во минатото се хранеле. Па во минатото, значи во минатото било по руралните предели, од човек на човек се пренесувале информациите, баби, дедовци, така се пренесувале, или по манастирите, или црквите, така ги се пренесувале информациите, тие билни рецепти така и се правеле и така и се пренесувале во на помали места и тоа одело од колено на колено. Храната се знае, значи традиционална храната, тоа што го имаме до денес, тоа се конзумирало и порано во различни, да речеме, чини на таков начин и лековите рецепти кои порано се користеле, бидејќи тогаш медицината не била толку развиена, меѓутоа ете луѓето наоѓале начини како да го сочуваат своето здравје на природен начин. Тоа време било сосема друго, сега е сосема друго, затоа значи беше тимот кој работеше со мене да направиме концепт некој како во минатото денес со денешново, нели, со сегашноста, од научен аспект да биде поддржано тоа, за да го направиме барем не традиционално со научно модифицирано за да има тежина. Тоа беше исто така во соработка и со други професори, академици кои, значи, ја разбираат оваа тематика, чисто мислам добив јака максимална поддршка. Ете така изгледа. Современата фитомедицина, таа што е во Матица македонска, тоа од научен аспект беше направена концепт на лековите растенија и лековите билни рецепти кои
до сега се истражени и се ете така да имаат луѓето како една домашна билна аптека која во секој момент е корисна. Тоа е финансиски не е нешто финансиите не трошите премногу финансија, а здравјето за долгорок и бенефитот кон долгорок за здравјето е одличен. Ние сме го заборавиле. Тоа нашата свест тука во руралните предели е стварно позастапено, тоа се користи, се конзумира, се имаат таков животен стил. Во градските порачја да користиме филтер брзото темпо на живење и начинот на функционирање ни е поразличен. И затоа и меѓутоа пак држиме една делумна свесност во однос на тоа. Да. Зашто најчесто те бараат луѓето? Какви совети бараат? Во последно време, 15 години го работам ова, истражувам. Најчесто за канцерогени заболувања ме бараат, какво е поднебјето овде и во Македонија и на Балканот, да ви кажам дека премногу има луѓе кои имаат канцери. Дали тоа е канцер на мозокот, канцер на белите дробови, канцер на меките ткива, канцер на црниот дроб, канцер на коските. Тоа има повеќе фактори, освен тоа генетскиот што е од фамилијарен, има и загадениот воздух, се ова што се случуваше во војни во овие периоди, ослабен ураниум, со електромагнетното зрачење, многу има фактори. И нашиот начин и пристап према животот и према стресот, пошто ние живееме во средина која е релативно финансиски слаба. Да, која билка најмногу делува во борба против канцерот? Па има повеќе растенија. Значи, пример, невенот е добар за кожата, добар е за такви тумори поврзани со кожата, заедно со кантарионот. Речеме, некои основни методи. Има сладкиот пелин, тоа е добар за белите дробови. Бозелот, жолтиот и црвениот, и белиот и црвениот бозел се користат за рак на белите дробови. Колку е важно како ги консумираме? Јас имам некаде читано и слушано дека многу е важно како го припремаш, поважно е отколку се останато. Многу е битно каде ќе се обратите, каква комбинација ќе ви направите. Тоа е исто кога ќе одите на лекар, ви прават терапија со таблетарна терапија, така да и во делот на фитотерапијата се прави концепт. Се променува начинот на исхрана во комбинација со природната терапија, треба да се совпадне тоа за да може да направите еден добар концепт кој ќе ви помогне кон вашето здравје. Кога се работи за канцерогени заболувања, многу е макотрпен процесот, меѓутоа не е нерешлив. За сите овие болести што постојат на денешницава, постојат и лековите растенија. Меѓутоа многу е битна кога во кој временски период како е затечено тоа, кога е откриено и како. Само така може да се успее и треба храброст преголема. И верба и психа јака. Да. Може да се победи се. Мислам, моето искуство кажува 80% дека луѓето се избореле со тоа. Браво. Меѓутоа треба борба јака и треба трпение. Така, и два пати ја спомена фитотерапијата, јас и напоменав на почетокот дека си истражувач во таа област, фитомедицина, фитотерапија. Што е всушност фитотерапија и која е разликата помеѓу традиционална медицина, фитотерапија и фитомедицина? Фитомедицината е заштита на растенијата. Ги заштитуваме од инсекти. Фитотерапијата, западната таа фитотерапија која работам јас, тоа е превенција, лекување и заштита на организмот од болести, бактерии, вируси со користење на корен, стебло, лист, цвет од или целото растение во форма на чај, тинктура, инфуз за сите здравствени заболувања. Фитотерапијата се користи лабораторија, испитувате што содржи, да речеме ако се направи некој природен препарат, се користат и класични истражувања, инвитро истражувања, инвиво, без разлика можете со клетки, како и да е, тоа е фитотерапијата. Традиционалната медицина е начинна и слично, меѓутоа тоа е од човек на човек пренесувано. Некои комбинации кои луѓето ги правеле традиционални со времето и до ден денес се повеќе истражувано. Повеќе емпириски не е истражувано како да речеме од научен аспект. Тоа е.
Меѓутоа и таа помага, меѓутоа подобро е да се внимава, луѓето да внимаваат што конзумираат, не е само да конзумирате вие чај, нема ефект. За да го видите благодетот на лековите растенија, треба да познавате добро фитотерапијата, односно да побарате човек кој ги познава тие работи добро, за да има, нели, да функционирате нормално. Да, и сега за да го видиме ние благодетот и вистински да го почувствуваме и примениме, многу е важно и како ќе го припремиме. Секој чај не се припрема исто, секоја билка не бара исто да врие и да стои. Зависно тоа дали ги конзумирате за уживање. Ако конзумирате за уживање е многу едноставно. Ставате на супена или кафена лажица со 250 мл зовриена вода се остава да стои така. Например, ако збориме тогаш има и друго, да речеме белиот слез треба да отстои во млака вода, не во врела зовриена. Така дали станува токсична некоја билка ако ја припремаме погрешно? Токсична меѓутоа не може да направи фатален проблем, освен ако земете некој отровно растение. Ја добива, треба да биде како пиво, боја таква жолтеникава, за да е баш со бенефитот од цело растение, да речеме да така изгледа. Може да биде потемна бојата, но тоа нема никаква штета да направи на организмот, ако направите некоја комбинација која не се сообаѓа тоа растение, зашто има растенија за бели дробови. И тие си се комбинации. Имате за црниот, имате за пример за мозокот, имате за коски, за било што. Така се прави да не ги мешаат. Не дека нешто може да се случи, ама немате бенефит. Значи многу е битна комбинацијата како ќе направиме за здравјето. Зашто сакаме? Ако е за уживање, а кога ќе се прави терапија, поготово за тешки заболувања, сосема поразличен начинот на припрема. И концептот на функционирање што треба луѓето да во секојдневието да го конзумираат. Мислам, тај програм, фитотерапевски програм, е поразличен. Многу. Има многу начини на функционирање, зависи во која фаза е човекот. Не е само фитотерапијата и исхраната. Значи, нели говориме исхрана здрава, да. Меѓутоа во денешно време исхраната е делумно здрава. Оно што го конзумираме е деловно здраво, освен органско нешто што е тоа преретко, поготово за нашава држава, па еве и ќе речеме и во бивши простори. Треба да се надоградуваме на духовно ниво, на психичко ниво. Само така можеме да бидеме здрави комплетно. Без тоа не може. Да, и можеме да конзумираме секој ден здрава храна без разлика, а мислите да ни се негативни, не. Значи тоа е комплетен процес, цел, за да бидеме баш здрави како што треба. Да, во минатото ни учеа дека во здраво тело здрав е и духот, но доколку духот не е здрав, не може ни телото да остане многу долго здраво, така не е? Да, моје мислење дека првично треба да се работи на тоа духовното, за да се ова друго оди континуирано и ќе бидете многу посрекни и ќе бидете поздрави. Само така, тоа е патот до долговечност. Без тоа не може ништо. Многу стресно време дојде. Нашите мисли се раслоени на милион. Соработни обврски со други стресови, фамилиарни, било какви. И моето искуство кажува дека мора духовно да се надоградуваме. Само така можеме да бидеме и подобри како луѓе, воедно и подобри како нација, како луѓе. Свесноста да ја поткренеме на многу високо ниво. Така е. Во твојата научно-истражувачка дејност во која си неуморен навистина, си бил дел од многу проекти и си поттикнал за истите и си добил и вредни награди и признанија. Една од последните за кои јас помнам, а ги има навистина многу, е и 13-ноемвриската награда, 13-ноемвринската награда за последнава 2022 година, токму проектот за деца со Даунов синдром, така нели? Таа последната награда, тоа е нешто највисоко што сум добил од оваа држава, значи во нашава Македонија. Другите се награди превисоки од другите земји од Европа, Балканот, Европа и светот, меѓутоа таа многу ми значи награда 13-ноемвринската што ја добив, поготово дека се работи за лица со Даунов синдром и други попречености. Последниве 3 години работам интензивно со тие дечиња за да им се помогне за нивно нормално функционирање и да ги прифати нашето општество како тие дечиња дека треба да си го најдат својот пат, дека и тие имаат место под ова сонце. Работевме од почеток со основа, со повеќе методи, пошто тежината за овие и таа награда што сме ја добили, и награди од странство што добивме со девече, е дека се тие специфични дечиња и дека направивме успех, се надпреваруваме во светот со, да речеме, дечиња кои немаат попречености. Ете, тука е таа предност и со нив се специфични методите на работа. Потешко е, меѓутоа не е неизводливо. И некој го
виде нашиот цел тим ќе го поздравам, го виде нашиот напор да направиме нешто што ќе остави траг голем, што досега не е направено ни на светски размери. Го достигнавме, имаме 30 златни медали на меѓународно ниво добиено од повеќе, да речеме, држави кои организираат такви надпревари. 2 олимпијади златни медали земавме со тие деца за во делот на науката со лековитите растенија и животната средина, заштита, како може тие лековите растенија да помогнат. Правиме како во вид на како чајни напитоци, прототипови се тоа, затоа што за нивна возраст е доволно. Тоа со текот на време се надевам според овие минимизирани услови што ги имаме дека ќе направиме многу поголем успех. Јас сум презадоволен за тоа беше 13 ноемвриската награда, дека максимално е вложено труд за такви дечиња и досега добиено на таков начин прва награда сега која ја добиваме ние. Баш сум среќен и задоволен и треба мојата цел да се покрене таа иницијатива, да се помага на сите да бидеме еднакви, да не ги фрламе тие дечиња на маргините, дека и тие заслужуваат да живеат пристојно. Апсолутно, тотална инклузија затоа што во Германија кога бев во институт кој е за синдроми, кај нив повеќе се ценат тие дечиња, им дават и да работат, да функционираат и тоа што ќе сработат за да можат да си заработат и самите. Прават многу интересен метод имаат и тоа сакав тука да го применам. Пробуваме, меѓутоа на моменти може би е рано, верувам дека и понатака ќе се направи нешто многу подобро од ова сега досега што сме го направиле со тие дечиња. Може би не е дојден се уште тајмингот. Па добро. Ке нас во нашата држава малку поспоро да работите, меѓутоа со Наше да не се откажеме. Да не се откажеме, максимална посветеност и работа може да донесе успех без разлика дали тука има некој што цени работите, ги следи вашите активности без разлика дали во Македонија или надвор од нашава држава, ги следат активностите и така. Максимално сме посветени да направиме нешто добро за оваа држава, голем трак. Некош наидуваме на отпор, тоа затоа што не ги познаваат овие тематики некои луѓе и само коментираат коментари кои не допираат до нас. Знаеш како, и разбери ги и нив, тешко е да не знаеш, кога некој друг знае повеќе од тебе, тешко е, секому не му е лесно да се соочи со тоа, но за среќа пак има и такви кои вистински знаат да одадат признанија и да го испочитуваат нечи труд, успех и навистина вложено време и љубов во оваа работа. Како еден од најповиканите на темата каква сме ние земја, ние сме мала по територија земја, но верувам дека имаме многу лековити исцелителни билки на ова наше поднебје. На која територија, каде, на кое место може би се наоѓаат билките кои ни се како многу важни за илјач? Околу на 3000 лековите растенија има на цела територија, на мала територија, тоа е голема бројка. Околу 112 до 115 има лековите растенија автохтони кои ги нема на другите простори. Обично тие што се битни во западниот дел на Македонија, што се ги има и во источниот, меѓутоа некои што се од тие автохтоните ги има во западниот дел на Македонија. Ние можеме се фавалеме со лековите растенија кои ги имаме нашата територија и дури што истражувачи што доаѓаат од другите земји, тоа што го гледаат, што го има на нашата територија, се воодушевени. Така. Со тоа што мислам имаме ние капацитет, само треба малку да се поткрене малку повеќе се поткрене свеста и да бидеме сплотени за да може да се сочува нешто добро, да се сочува ова тоа што го имаме богатство. Ние можеме од ова што го имаме овде на нашата територија, можеме делумно да се сочуваме самите, да не бараме и од други места некоја поддршка во тој дел. Јас верувам дека за многу повеќе совети секој кој што има некакво прашање или некоја грижа, некоја тегоба ќе те искомуницира, кажи ми само на кој начин да те наоѓаат и те комуницираат. Без разлика, дали преку луѓето? Може преку социјалните мрежи, може, значи слободно да ме побараат, ќе исконтактираме со тоа што може да се помогне, Да, жалам што во интерес на времето ние немавме можност да вклучиме ни еден гледач, ќе го изгубевме просторот за разговор и за вака корисни информации. Многу ти благодарам што ова утро дојде и не потсети колку е важно да се вратиме кон природата, да дознаеме и научиме секогаш што е она што го газиме, можеби го газиме токму лекот за нашиот живот и за нашето здравје. Секоја чест за она што го правиш и за тоа што си еден од првите и малкуте кои што ги прави овие важни чекори за здравјето на човекот, со некоја следа на
цел или со некој следен проект ќе се видиме ние повторно во нашево студио. Важи? Важи. Така. Благодарам на поканата. Така, ти благодарам и тебе. Тоа беше Драган Јованов.